Хеј, Пандамониум радио шоу во живо од 091 Хаус на Панда Банда Линкапот, што го правиме денес. Здраво и добро дојдовте во ова специјално издание на Пандамониум радио шоу. Јас сум Дарко Айрис Скреч и ова до мене е мојот човек Трајче Кет Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипа. Се надевам дека сте добро. Тейк 2. Првиот тейк имавме технички проблеми, али тоа е. Десно од мене е нашиот човек Харис. Победникот на Аукс Беталот. Идемо Панда Банда јако. Ти честитам, више ова е втор пат, али среќен Благодарам роденден. многу. Жив и здрав да си ми. More life. Благодарам. Cakes and Candles, брат. Тоа е тоа. Cakes and Candles, брат. Благодарам многу. Како си ми? Одлично, многу добро, старо се осеќам. Нема врска тоа, битно е да сме сите тука заедно. Многу е мило што се собравме денеска во голем број. Многу убав помин сега за сега, се надам дека нема да престане после ова. Аукс Беталот беше врв. Реално топ си поминавме, имаше многу добри избори во музиката, во се. Финалето беше врв, исто така со мојот човек Леонардо. Big up до него. Тоа е тоа. И се надевам дека уште многу поише вакви Аукс Бетлови ќе имаме и многу поише hot take couches и се понатака, така да ви благодарам на вас двајца за домачинскиот пристап што го имате за денов општо и за се што се случува околу Пандамониум радио. Еј, фала ви на вас, фала ти на тебе, фала ви на сите што сте тука. Сите што сте на Discord, сите што не гледаат и не слушаат на YouTube, на Spotify, секаде, сите што ни пишуваат на Instagram, на Viber, на Discord, секаде буквално као Пандамониум постои. Кој ти пишува на Viber, бе? Ја и ти. Реално. Добро брат. Тоа е. Значи јас Фала ви сум дечки на сите што сте овде. Фала ви за поддршката, ја морам да кажам. Да се гледаме почесто. Да се гледаме почесто. Пандамониум постои ради мене и Трајче, ама од друга страна постои ради сите вас што сте дел од тоа, бидејќи да не сте вие, нема ни да го правиме. Као што го правиме, нема да ги имаме фидбекот што ги имаме и искрено ве сметам сите вас, посебно тие што сте тука и тие што сте најактивни на Discord како дел од Пандамониум круто. И се надам дека ќе се држиме како до сега и дека ќе се шириме, не мора да се шириме по секоја цена, туку со правите луѓе што треба, со правиот мајндсет и со правите вредности под наводници, не само во музиката, туку и пошироко од тоа. Органски. Органик, Don't panic. don't panic, тоа е мантрата на Пандамониум, посебно како го откривме Леди Джун, али и се водиме по тоа више полого време. На кратко, ова е вториот Панда Линкап, првиот го правевме пред скоро 2 години, во Погон бар, тоа беше мај 2023, сега сме февруари 2025. 091 Хаус, огромна благодарност до целиот тим што ни ја пружи шансата и што не угостува како што не угостува до сега. И се надевам дека нема да биде ова последно нешто што го правиме заедно. И фала на сите што дојдовте што сте тука. Мора да дадеме малку интро за луѓето што можеби ако некој не знае што се дешава. Јеп. Као Аукс Бетал е нешто што го почнавме ние на Discord. Благодарение на луѓето на Discord, не знам точно која даде идејата, не е ни тоа толку битно. Али одржавме 2 онлайн Аукс Бетлови, тоа е усвари надпревар каде што луѓе еден против друг бираат песна кој ќе направи подобра селекција, односно, нели? Аналогијата е тоа, еве ти го Аукс кабелот, пушти што имаш да пуштиш. Прв пат го направивме сега во живо и мислам дека беше уште боле него онлайн. Да, Дефинитивно. Машки издржа. Не беше лесно да се хендла тоа да се води онака 2 сати, али мислам дека се исплатеше, дека стварно добивме многу добри пикови на песни. Многу добар избор, имаш интересни моменти каде што се пушти интересни ствари, очекувани, неочекувани и среќен сум за Хари што е победник, али благодарен сум на сите што учествува и што стварно дадоа многу добри пикови на песни и мислам дека се направи многу добра атмосфера во таа просторија таму. Тоа е тоа. Така да 70 рунди. Мислам, не 70 рунди, туку 70 теми. Сите различни меѓу себе, многу разновидна музика се пушти, така да тоа е тоа. Огромен респект за сите што се пријави и се надам дека тие што не се пријавивте ќе се пријавите следен пат, бидејќи не е ништо страшно и баш интересно малце да се разработи мозокот и да размислува како што би размислувал еден диџеј кога пушта музика во клуб каде што си под притисок, што мора да одбереш песна што одговара за правиот сетник, што е на дадена тема која некогаш е малце поопшта, некогаш е многу специфична. Имавме такви примери. Има буквално беше бетл, бидејќи онлайн не можеш да го споредиш со бетл во живо. Бидејќи многу е пореална реакцијата во живо кога ќе пуштиш нешто, некој може да пушти поспора песна ти побрзо и со тоа да го добиеш во самата рунда. Што се случи многу пати денеска. Да. И мислам дека беше одличен тој пристап и треба да го задржиме многу за воиднина.
И имаше многу добри моменти, реално, многу неочекувани песни се пуштија, многу Dark Horse моменти имаше. Кажи ми, еве ти како победник на овој AUX Battle, како се осеќаш чисто како што ти беше најинтересно од него, што ти беше некоја селекција која ти изненади од тебе? Кај што се изненади можеби само од себе или од некој друг што ти пушти тебе, а не го очекуваше тоа? Мене многу ме изненади изборот на Лука кога имаше категоријата која беше Diss Track, кога ја пушти Real Motherfucking G's од Eazy. Мислам дека беше песна што извади можеби најдобра реакција дента. Да. Ја не очекував толку луѓе да ја знаат. Ама тоа е тоа? Да. Јас бев во таа рунда исто, а јас идев многу по-сейф реално. Во таа рунда идев со Кендрик. Со која песна? Ја прво идев со Not Like Us, па после Дрейк лобито е сериозно. So Like That. Дрейк лобито е сериозно. Ја тестирам водите малци за Дрейк лобито да го видам како ќе изреагираат. Тука е. Изгуби таа рунда. Да. Тоа се сепак наши интерни моавети се тоа, ама да, за нашето комјунити е тоа многу битно. Ама исто така ми се допадна што сите категории нема допирна точка една со друга, значи беа сите различни тотално една од друга и се деси на пример во една категорија кај што бевме ја и Басик да имаме од ист артист од ист албум. Значи даени мислам имавме песни од истиот албум и кога многу беше интересен тој момент што заврши нерешено таа рунда. Не можевме да одлучиме пошто двете песни што ги пуштиме се работеше за Shutdown и за That's Not Me. That's Not Me, да, и тоа беше многу тешко за одлучување, едноставно не можевме ни да одлучиме тогаш и нерешено беше само по себе, да. Ама генерално мислам дека треба уште поголемо да стане ова со AUX Battle-овите, треба мислам дека уште поише луѓе се пријават и го охрабрувам тоа да се случува во иднина, бидејќи стварно не само што има компетитивен дух во самата дешавка кога има AUX Battle во живо вака, туку некои луѓе ќе откријат нови песни, нови артисти. И самото тоа ќе те охрабри тебе да во таа дадена ситуација под притисок си буквално во тогаш, пошто пример ако пушти некој јака песна пред тебе, ти треба да го one-upнеш буквално во тој момент и тоа е многу тешко нешто да се направи. Тука диџејската селекција може и да има и предност, на пример ако си селектор на музика, можеш да знаеш што е подобро во таа ситуација, како да го поминеш тој момент. Имавме случај кога беше таа chill out рундата кога се пуштија Drive Slow и Coffee Bean. Тие се песни што се миксаат една со друга буквално многу добро. Како што кажа ти Даре Преска на бетлот и беше како mutual spirit беше таа селекција, онака како тешко беше многу да се одлучи бидејќи двете песни ја вадат истата реакција. И тешко е многу да одлучиш. Многу често се дешаваше во самите бетлови да има исти реакции, значи за двата contestants што беа буквално извинете на англицизмот. И сметам дека треба почесто овие да ги правиме барем 2 пати годишно, треба да се случуваат вакви дешавки. Да. Треба. Тоа? Дефинитивно треба. Да. Фала ти многу за учеството, за тоа што си дел од Панда. Тоа беше мало кратко интервју со Харис, победникот на овогодинешниот AUX Battle, Панда AUX Battle во 091 House. Твоето место од сега па натаму станува The Hot Take Couch, кој го најавивме како дел од овој link up. Па ти како победник имаш шанса да го дадеш првиот hot take за денеска. Дали имаш hot take за да можеме ја и да изреагираме на тоа? Немам некој специфичен hot take, ама мислам дека ова е годината кај што е последна шанса според мене за Дрейк. Твојот hot take е ова. Може да кажеш пак? Да. Мислам дека Дрейк треба да извади соло албум кој што ќе биде make it or break it за неговата кариера и мислам дека е спремен тоа да го направи, ама мојот hot take е дека Дрейк не е спремен тоа да го направи. Интересно. Благој? Благодарам многу. Ајде, трајче. Ќе дебатираме за ова? Па да, ќе кажеме 2-3 збора. Ја мислам дека мене искрено со оглед на тоа како заврши и како се одвиваше 2024, не мислам дека е предалеку од тоа што Харис го кажа, во поглед на стварите кои што ги има Дрейк извадено до сега, не залепиле кој што залепија, добивме нов албум кој што е колаборативен, го зборевме на претходната епизода. Искрено, јас се чувствувам така
не во поглед на тоа дали Дрейк ќе згасне ко рапер или не, али ова е Make It or Break It за да извади соло албум кој што ќе биде онака многу над сите претходни, со цел да се етаблира уште еднаш и да каже као тука сум, да останам, за да не се повлече into the limelight. Ме разбираш? Да остане at the forefront of music, бидејќи пак things get kinky after 15 years of dominance, брат. Јеби ga, тоа е. Мислам дека овој албум, ако мене ме прашуваш, го делам мислењето со Харис, мислам дека ќе Make It or Break It во поглед на тоа дали ќе остане да биде на врвот, со оглед на тоа дека веќе не е. Веќе не е на врвот. И е прв пат после едно 7-8 години да не е на врвот, што е добра Фер. промена во хип-хопот. Еј, И го бараме тоа многу одамна. апсолутно. Не знам дали очекувавме дека негов современик, со кога имаат почето во слично време, ќе го заземе неговото место. Јас можеби лично повеќе очекував да биде некое ново лице кој ќе го земе неговото место, али тоа не може никогаш да се предвиди. Кендрик е на невиден ран до сега, Да. последниве 12 месеци да речеме, ако не Така. и повеќе. Повеќе. Јас би рекол тука некаде, бидејќи повеќе не може пред Like That не може да земеме дека бил на некој куз некаков ран, бил на многу силен ран за неговите фанови. Мислам дека ова сега што го прави од Like That до сега, што Да. се поминати скоро точно 11 или 12 месеци, е невидено до сега и тоа го потврдуваат и бројките, и наградите, и мислењето на интернет, и мислењето во real life. И тоа мислам дека никој не го негира. Фер. Но темата не е Кендрик. Дрейк. Се слагам дека Дрейк треба да извади солиден проект и го очекувам тоа од него. Дали мислиш дека ако извади Дрейк проект, кој што еве за мене и за тебе ќе биде солиден, пак нема да има измешани реакции на интернетот, бидејќи на многу луѓе име преку глава од него и дека луѓето сакаат да не биде веќе таму. Според мене, се сложувам до негде со твојот hot take, не е ни толку hot take, мислам дека е крајно време више Дрейк да не биде на врвот на играта. Тоа што јас би сакал да го видам и го барам од него е еден албум под наводници да се одјави. Тоа што го збори уште од пред неколку албуми као уште ова идам на одмор, уште ова идам на одмор, уште ова идам на одмор. Не брат, не е уште ова идам на одмор кога имаш уште 3-4 проекти од како го кажа тоа прв пат. Дај едно без да пробуваш да им се свиѓаш на различни фанови, на повеќе фанови, на тие што слушаат трап, на тие што слушаат баблгам, на тие што слушаат бумбап. Не брат, дај го тоа ти стварно што го осеќаш. Да не биде предолго. Значи дај ми 12-13 песни каде што ќе си кажеш тоа што ги имаш. Дрейк не може да извади албум под 20 песни. Тоа е мојот најголем проблем со него. Да. И тоа го збориме секој албум кога ќе излезе, го имаме тој сентимент. Прво уште на прво слушање го имаме. Тоа е дури ги именува и бројките. Ако више зборуваме за бројки. Да. Бројките се манипулираат многу на различни начини и за тоа јас лично, ама и ние како Пандамониум не стоиме позади бројките. И не сакаме да гледаме многу бројки на Дискорд, Numbers King. ама добро е да ги гледаме од време на време за да знаеме што како иде. Да. Бројките се манипулираат. Денес можеби повеќе од било кога претходно. И затоа и мислам дека не треба да се земат со доза на резерва, бидејќи не опишуваат правата слика за еден артист. Например, албумот на Лери Джун, Two Chainz продуциран од Alchemist, многу слаби бројки извади, ама на многу луѓе од тук име еден од најдобрите албуми за до сега овие првите 2 месеци на 2025. Така да бројките треба да се земат со доза на резерва. Тоа што за крај, тоа што сакам јас да видам од Дрейк е албум каде што е он стварно он. Не дека Some Sexy Songs for You не е он. И мислам дека и тоа е проблемот што мислам дека и голем дел од луѓето не може да се поистоветат со тоа што е Дрейк во моментов, али сакам да видам искрено онака ова сум ја во моментов. Не да пробува да стигне да постигне Да, нешто као да да извади- задоволам ова, да задоволам она. Не, ова сум ја. Да извади нешто И што ќе после биде тоа што биде, нека undeniable. биде. Undeniable за сите луѓе. Тоа е. Не може да биде за сите луѓе. Па не може да биде, али За тоа не се генерално слагам. гледано. Ама Бидејќи може, ако ја се има сеќаваш- шансата, има шанса да ги prove me wrong да им направи на сите, онака, да. Ако се Па тоа е. сеќавате, тие што не слушаат уште пред почетокот на бифот, а верувам дека тука сите не слушаат. Првото нешто што го кажав кога Дрейк извади кога Кендрик извади Like That. Бев у стилу J. Cole треба да се му се спротивстави на Кендрик, бидејќи Дрейк е у lose-lose ситуација. Дрейк не може Да, да добие, бидејќи фановите им е преку глава од Дрейк. И поради тоа што е долго време на врвот, и поради тоа што ги има сите други работи што ги прави што за многу луѓе се смешни, се корни, се досадни, се као шо му е новој, шо му е новој. И со право. Дрейк Antics. Да. И со право. И затоа у старт беше лузлу ситуација. И сега мислам дека не може за мене е нереално да он да има undeniable албум. Бидејќи секој пат ќе му се најде нешто Ќе што се ќе најде биде, нешто, да. Абе ова више ги имаш кажано. Абе нели претходно го збориш ова, па сега го збориш ова.
Мислам дека ќе има тука Може момент. може да го спакува на поинаков начин, бидејќи има многу рапери што го прават ова нивната кариера на различен начин. Пушати е истата приказна секогаш, ама Пушати вади албум со 6 песни, со 8 песни, со 10 песни. Ако го спакуваш, и ако ја спакуваш истата приказна во помалце песни, подобро звучи според мене. Слагам. Да. Мада Пушати не е добар пример. Па, реално добар пример е. Daytona и Almost Dry Не е добар пример за ситуацијата во која што е Дрейк, не знам, не можам да размислам сега од прво да ми текне некој артист што бил во таква ситуација и што извадил како албум под наводници да се одјави во време кога поголем дел од публиката или светот Да, се свртени по него, да. Не можам да се сетам. Можеби ќе беше добро тоа да го направи пред 3-4 години. И стварно да отиде на одмор. Тоа? Да. Благодарам уште еднаш, момци. Тоа е, фала ти, Харис. Фала ви на организацијата на се, фала на сите што дојдоа тука. Продолжуваме со Hot Takes. Ајде. Идеме со следниот. Hot Take Couch одма, нека работи. Ајде. Кој сака нека повели? Да, слободно преку камера идеме. Зошто ќе го кажеме, морат свигери да ставам. Чекај. Кажи го. Здраво, дечки. Здраво, Боби. Поголемата половина од Николови овде. Get well soon, Филипче, мора да пазам на англицизми. Така може да го изедам. Вака, како голем J. Cole фан и некој кој што не беше на претходниот Hot Take Sit, мора да го одбранам човекот, позади кој што застанав кога сите се свртеа против него и кој што го поддржав и кога бараше 10 евра за аудио снимки, али нема врска. Да, J. Cole ништо не изгуби со тоа што се отрагна од бифот. Зошто? Поради тоа што самиот J. Cole никогаш во неговата првична слика за тоа тој каков артист сака да биде и каков човек пред се сака да биде и животот кој што го води, не сакал да биде ставен во ситуации каде што треба да бира во такви тешки одлуки, дали да иде со едниот, дали да иде со другиот. Да знаеме дека тој мисли дека Кендрик му е пријател, знае дека Дрейк му е во тој момент најголемиот пријател и знаеме дека Дрейк се осети повреден од J. Cole, но сепак отрагнувањето на него од самиот биф е добра постапка за него, за неговата голема слика во неговата кариера и за тоа тој како ќе биде слушан понатаму во иднина и кога, не знам, моите деца ќе се навраќаат на него кога ќе им го пуштам J. Cole. Ова е исто така поддржано и со Inevitable подкастот кој што го пушти, каде што збори со Ип, неговата десна рака, неговиот менаџер. И Скот, кој што е човек кој што бил фан, присуствувал на Адалера на Дрим турата, така се запознаваат со J. Cole и ја искажува неговата приказка за тоа тој од каде почнува и каде сака да иде. Тоа е снимено 2023 година и таму јасно се осликува во кој статус е J. Cole во неговиот мозок и каде сака да иде, каде сака да цели. И тоа мислам дека го постави добро на неговата публика, се врати на неговата основна фан база, кој што ќе го почитува него, кој што ќе го промовира напред и кој што ќе го одбрани во вакви сетинзи. Ги извади неговите монументални микстейпови, каде што на еден начин е и водител на таа микстейп блок ера, да кажеме. Не знам, јас сум пак помал, вие познаете, дефинитивно. Добро, да. Го извади да Come Up, каде што зборува како тој се бори за да дојде на високото ниво, го извади да Warm Up, го извади Friday Night Lights и единствено не го извади Truly Yours, ма тоа е проблеми со sample clearance. Самиот тој го изјави, има community chat во самиот Inevitable систем, каде што и тој самиот пишува, самиот сака да види како ќе изреагира неговата публика, сега последно вади блогови. Тоа е мојата поента муабето, дека тој многу добро се одбрани од самиот биф со тоа што се врати на неговите корени, се врати на неговата основна фан база. Сега во последно време вади сингл песни каде што се навраќа на Порт Антонио за бифот и каде што вели дека ќе изгубил другар. Му ги дават свекињата на Дрейк. Фала ти, Дрейк, за се што ми помогна да го направам. Number one single, проектот кој што го извади со 7 Minute Drill песната беше перфектен. Беше номиниран и за Греми. Во тој период сите се свртеа против него, пошто знаеме каков е интернетот денес и дека лошата приказка стига доста брзо, но во големата слика сепак сметам дека J. Cole не губи ништо. Пичку матер. Свака част, Боби. Многу добро објаснето, многу добро смислено.
многу ми е мило дека добивме ваков интересен тейк и го почитувам стварно ова што многу добро го раскажи, го разложи, можеби за луѓето што не се запознаени со целата ситуација, бидејќи верувам дека и голем дел не се, бидејќи гледаат само тоа што ќе се постира на главните страни на интернетот. Фак J. Cole, брат. Брат, и ја бев истиот мајндсет, и јас бев истиот мајндсет 5 дена, брат. Од рап перспектива за тоа што го направи, за се во ова не требаше само да го извади дисот. Ништо немаше. Истата ситуација ко вакво. Ако вратиш, треба да идеш all out. Ако уопште не вратиш, никому ништо. Никој немаше да му земе лошо на J. Cole ако не вратеше на Kendrick. Не се слагам, брат. Значи, нема шанси да не му врати ништо кога Тоа ќе иде до крај. Јас за тоа го реков, пак ќе се навратам на таа епизода кога излезе Like That. J. Cole има повеќе да докаже отколку Дрейк против Kendrick. Дрейк е веќе докажан реално. Бидејќи J. Cole беше тој што 2 години 3 збореше како е најак рапер, како сите други ги удари, како фичер на нова она. Заради тоа требаше да иде до крај. Боле изгори. Боле изгори. Но исто Фановите така ќе да поддржат како и да е до самиот крај. Но исто така J. Cole имаше и многу големо влијание од целиот камп од Торонто, каде што го јача, ајде ти си меѓу првите 3, извади песна First Person Shooter. J. Cole на First Person Shooter не е J. Cole. Според мене. Зошто? Брат. Тогаш е најголемата негова лирика и неговата можност за лирицизам, ама тој не сака да е меѓу првите 3, не сака да биде спомнуван таму на Порт Антонио, вели дека конечно е среќен што го тргнаа од првите 3. Пошто му Добро. тежело на грб. Добро за него. Види, тоа е притисокот дека не го има издржано, заради тоа велам. Можеби најдобриот course of action за J. Cole беше уопште да не се воспостави на тоа, да не се спротистави на тоа. Нема врска, брат. Јас имам долга историја со J. Cole, сум бил и фан, сум бил после тоа Since day one, брат. голем хейтер, со Middle Child ме врати. Бев многу на неговата страна, нали, со последнија постапки више не можам ни да го слушам дека брат ту леме, брат. За мене онака подобро е да отидеш да се бориш и да изгубиш отколку да се повлечеш. Па тоа да тоа. Макар да, он се изгубил сам себе, во ред, го разбирам, сум бил јас во ситуации во животот кај што сум се губил сам себе, бидувајќи дел од оваа под наводници индустрија, бркајќи кариера и сите тие работи, ама не е кога тематиката во голем дел текстовите последните неколку години ти е како ти си најак, а после тоа кога дое првиот момент кај што треба да се бориш, се тргаш, односно не се тргаш, него идеш и после се враќаш. Не. Мене ми се свига неговиот пристап за тоа да се врати кон неговите фанови, ама мислам дека неговиот респект во големата слика на хип-хопот е изгубен, тоа покажуваат и бројките, тоа покажуваат и реакциите на интернет и како проаѓа време објективно гледано, можеби хатекот што кажа Джеди пред 2 години во погон и држи вода дека можеби Lil Uzi е позначаен за хип-хопот од J. Cole. Реално, брат. Зависи како гледаш, ама реално, брат, реално, значи J. Не бев Cole. таму, тоа се каже у моје отсуство, не бев таму, лош момент за мене. Нема везе. Нема везе. Значи J. Cole е подобриот рапер, се разбира, тука не правиме ни муавет, Да, ама дефинитивно. мислам дека ја пропушти шансата да го остави својот печат во хип-хопот на страна од Friday Night Lights и тој некој бранд што ги имал направено од 2010 до 2012, брат. The Fall of се уште не е излезен, се спрема добро, барем така збори тој уназад 10 години. Па и 10 тоа е години, проблемот, 10 години тера до Fall of, брат. Да, тоа е. Ќе стигне до момент кај што више нема да има ни поента. Во последно време ми излагаат многу интервјуа на респектирани рапери, како например 50 Cent, кај Big Boy, каде што тој самиот кажа дека не било бифот за J. Cole. Го знаеме сите J. Cole каков е, сака точок да вози, сака со фамилијата да си седи у Нью Йорк каде да е. Тоа е. Добро? Тоа е. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Фала ти, Боби. Фала ви. Одличен муабет. Фала, брат ме. Следен хат-тейк. Ајде, Тон. Нашиот човек једи. Једи. Не е Тон. Джеди, тука е једи. Како си, брат? Здраво, Добар Тон. си ми? Како е, браќа? Одлично. Добро, како си ти? Па еве да се каже добро, со еден таков поинтересен хот тек. Еве го Благој секако тука седи. Малце ми е страф од него, поради тоа што ќе го кажам сега. Али баш да се навратам на првиот муабет што го имавте на хат текот со Харис, го спомнавте албумот на Drake и Party Next Door, Some Sexy Song for You. Мислам дека тој албум е сасвим промашај у кариерата на двајцата. Пошто ги знаеме и Drake и Party Next Door, го знаеме тој Торонто саунд
што го имаат двајцата, можда не создадено, ама мислам и создадено, ама и си имаат адаптирано на него, пошто ипак постојали други луѓе у Торонто кои го правеле тој звук. Апсолутно. И сите ги знаеме нивните колаборации. Пример, Come True од Party Next Door, Кецот, Come and See Me, Recognize, Preach од If Reading This It's Too Late. И мислам дека онака базирано на тој квалитет што они двајца го имаат покажано заедно, низнината заедничка историја и дискографија, мислам дека тоа што го слушнавме на Some Sexy Songs for You беше сасвим далеку од тоа. Мислам дека квалитетот на песните не е ни близко до тоа што го имаат извадено. Мислам дека самиот албум ми е како една компилација на B-sides, може да се каже, од Дрейк и неколку турени фичерс на Party Next Door, пошто реално да бидам искрени, албумот беше 70% Дрейк, 30% Party Next Door. Песните на Party Next Door кај што беше соло не беа ништо посебни. Барем ја како фан на Party Next Door можам да кажам дека преходните негови албуми, дури Party Mobile што е кој најхейтан негов албум, има многу поквалитетни песни од тоа него соло што го видовме на Some Sexy Songs for You. Друго, мислам дека онака беше I Wanna Meet Your Mother, беше сасвим непотребна трака во албумот. Избришете. Unreleased This? Unreleased This, секако. Значи, мислам дека беше сасвим непотребна трака. Друго, имаше една трака, не ми текне кога се викаш името, кај што почна со истиот муабет, истите рими, Revolution for the Nation, ова така све, истата райм ским ја тираше. И Give me a hug таа е. Да. Give me a hug беше? Да, да. На Give me a hug и мислам дека баш беше онак, не беше албум што би се рекло и тоа што го очекуваме од нив двајца. Твојот hot take е дека уствари ова е голем промашај и за Дрейк и за PND. Да. Не верувам дека е, не мислам дека е тоа. Баш претходната епизода зборевме за ова, дека направивме добро ревју, ако сакате онака по индепс да чуете што имаме да кажеме ја и Дарко ново, мислам дека добро барем си ги стокмивме нашите мисли у 40-50 минути, али ја на кратко би рекол дека според мене не е ништо ново тоа што го имаме добиено. Да, се слагам, 2025 е можеби на пример луѓе кои што очекуваат нешто ново, очекувале да добијат некој малце поадекватен звук нели за 2025. Али мислам дека во поглед на тоа може да се гледа секогаш на обострано и да се гледа, значи и едната и другата страна. Едната е таа дека е уште еден Дрейк и Party Next Door албум, тоа што е типично за нив. Другата страна е дека не се доволно не немаат доволно еволуирано во својот звук и звучи можеби и застарено, со мала доза на неколку песни, заради тоа и тоа беше мојата главна критика. Ако беше малце потајт, ако беше малце пократок, и ако ги имаше тие стендаут песните, ако Give Me a Hug за мене е стендаут, ако имаше Deeper кој што постои, Nokia, ќе бевме окей. Само требаше малце потајт да биде, мислам дека немаше да го имаме муабетов сега. Пошто да, се слагам до некаде, ама можеш да ја гледаш на двете страни. Едната го задржуваат звукот, бидејќи Дрейк е многу голем и има голема кор фан база и има луѓе кои што го слушаат Дрейк не е ни with the melodies, туку Дрейк тоа што прави и што е за на радио. Ме разбираш, има ова е поише сега, ако тоа е нели кога да застанеме позади Дрейк, ама муабетов е дека ова е уште еден албум кој што припаѓа во само неговата дискографија, нит ќе ја уништи, нит ќе ја подобри. Постои за одредена група на луѓе кои што ќе ја почитуваат музиката за тоа што е. Ние сме тука, можеме да ја критикуваме, може да ја сереме, може да ја сакаме. Албумов постои. Мојот тейк како одговор на ова, бидејќи беше многу добро што ги спомна најаките моменти на Дрейк и на PND. 2025 година не може да очекуваме дека се направи нешто што е направено 2014-2012, бидејќи тогаш не дека музиката е поквалитетна, тогаш е правиот момент за таа музика. И таа музика која излага е многу свежа. И сите артисти кои излегува во тоа време и малце после тоа, значи The Weeknd, кој може би еден од најглавните виновници за тој Канада Торонто звук, или може би Брайсон Тилер или луѓето кои излегува од после малце, тој трап сол звук. Тие песни кои ги спомна се основа на тоа. Не може да очекуваме дека ќе извадат дека
песните што би ги извадиле денес ќе удрат исто како што удриле тие тогаш. Мене тоа што лично ми фалеше во овој албум беше малку поише звук као For Certain на PND, што можеби е сега малку помодерен, можеби поише на кај афро, можеби поише нешто на кај латино, не Митро Падре, туку Да. нешто малку понака, посвежо, подобро. Али ќе видиме како ќе легне албумот. Јас искрено мислам дека за R&B албум каков што е прерано да се збори и мислам дека посебно хип-хоп критичарите што прават ревјуз на интернет, вклучувајќи ни нас тука, не може да го оценат албумот правилно после една недела од неговото излагање, бидејќи сигурен сум, не се сеќавам, ама сигурен сум дека и Party Next Door кецот кој излегол, критичарите сигурно од првото не напишале ова е groundbreaking или ова е нешто нечуено, невидено до сега. Тоа треба да се најде само патот. Така. И верувам, сакам да верувам дека новиот албум има песни што ќе се најдат патот. Пример. Celibacy, ја спомнав на претходната епизода. Првиот дел на Drake ми е онака. Вториот дел на PND ми е еден од најаките моменти на целиот албум. И четвртокот, вечерта, не можам да го направам тоа на Spotify, пишав на YouTube, Celibacy, Second Part Only, добро, loop this video, саат и пол на repeat. Мене ми е преако, брат. Тоа е тоа? Може би е во моментот, мене ми е преако. Да, јасно. За да викам. Исто после Дипер ми е најаков момент, ама вториот дел на Celibacy ми е најдобриот дел. И тука ми смета тоа што ми смета начинот на кој што ги имаат направено албумот, бидејќи зашто да има Celibacy, два дела, кај што двата се као полуделови, кај што не формулираат цела песна. Боле ќе беше да беа две песни од два скита или да беше само една од тие две. Да бе. Ја мислам дека има момент у овиот кампот кај што пример ќе земе Party Next Door и Drake као најголемите артисти од овио, се моментално после бифот што се деси целата ситуација, дека се малце поише ego driven, се извинувам на англицизмот секако. Дека се ego driven и дека ја нема таа мотивација што ја имале претходно за да прават музика. Апсолутно. Ама ќе кажам тоа дека претходниот албум што излезе од овие, односно Party Next Door четворката, беше прво општо како R&B проект, после како Party Next Door албум беше miles ahead од тоа сега што го дојдовме. Значи Party Next Door четворка има прво многу добри песни што за клуб, пример For Certain. Исто така има многу добри deep cuts како Family. Тоа не го видовме на овој албум. И мислам дека како албум што е маркетиран како R&B проект е многу слаб R&B аспектот на целата, ако го земе целиот албум у целина. Ја поинаку се чувствувам баш тоа, кажав дека мене ми тече, ама да, може да се види како и да кажам уште едно нешто, ова ми е многу специфично за миксот на аутотюнот на Drake. Значи, ја го спомнав тоа. Значи тоа е стварно не е нешто ново, туку ова више потекне од пред колку години кога излезе Грис со DJ Khaled 2018, 19, така беше нешто. 19, 20 можеби е тоа. Можеби, Тоа да. пред да биде ковид или ковид излезе. Така нешто беше пред ковид. И од тогаш више се појавија као почнаа се појавуваат песни кои се многу со многу тежок аутотюн, не знам, многу миксот едноставно не валја на битот. И ако земе песни како, не знам, од Nothing Was The Same Deluxe, како се викаше на The Motion, кај што Drake пее, и тоа знаеме дека Drake не може да пее најболje на света, ама знае да погаѓа ноти. Аутотюнот на The Motion е многу помал и песната многу болje функционира. Сега што го чуваме, што го слушаме ова со аутотюнот на Drake, ми нема смисла, мислам дека превише за миксот кој му се дешава. Не знам, јас го немам приметено тоа, кажа Фитрајч, ако може да сега кога завршиме со епизодот да им пуштиме нешто да чуеме и чисто онака да го секако сите заедно да чуеме и да даеме мислење дали ни се свига или не. Ја го немав тој сентимент. Појма немам. Тоа? Фала ти Тон. Фала ви на вас. Одличен муавет. Hot take. Имам уште некој? Чекаме. Идеме. А кај е
Добро. Тоа е тоа. Следен пат. Прво директно у камера да се извинам за англицизми и слично. Второ, I come in peace. И не е толку хотей као што е муабет да се надврзва на претходните два, дека Не се ни представи, као да. сега што повеќе се пратиме кариери на артисти повеќе време, што сме видели од почетоци до крај, навраќаме се на ствари, има троубек моменти, песни сега на што стануваат хитови. Можем да кажем дека дискографи и комплетни квалитетни проекти дека е најбитно за легаси на артист. Дека и хитови и трендови се мина, али остануваат проектите. Апсолутно, мислам. Ова не е хат тек за мене, брат. Да, Да, не е хотек чисто му обед за претходно што збориме, а на тоа би се надоврзал за тоа дали Дрейк може да се врне после ова, дека Jay-Z после бива со нас како очигледен губитник се врна уште поек. Искрено мислам дека е прекасно за Дрейк за да, се не врати е поек. Дрейк таму, ама да. Не може, брат, 15 години кариера, не може, нема кај да иде, брат. Не може да биде, не може да иде само нагоре нагоре целото страње. Тоа е малото со Кендрик. Сега ќе видиме Кендрик е број 1, еве да речеме 5-6 месеци. Ќе видиме колку долго време ќе успее да го издржи тоа место, бидејќи се сеќавате на филмот на Биги, филмот за Биги кога зборат од Тупак. Као лесно да се качуваш нагоре, кога си на врвот, единствено место е кај што можеш да идеш само надоле. Да, Тука е тоа уствари најголемиот челендж. Без разлика што правиш, без разлика дали си фудбалер, кошаркар, диџеј, артист, пејач, бизнисмен, кога ќе стигнеш на врвот на нешто. Најтешкото е да се одржиш тука, бидејќи камапот е релативно лесен, бидејќи секогаш бркаш некој. Кога ќе почнат сите тебе да те бркаат, тука е најтешкото нешто. И за тоа мислам дека и Дрейк не може да се врати кој што бил за мене. Да. Освен ако некаде се случи некој преголем пресврт, тоа што мене ми треба од него е да се одјави под наводници како што треба. Да. Тоа што ја го барам од него, бидејќи премногу хитови имаме ние музика од него и повеќе од што треба и слушано и пуштано. Па тоа. Али мислам дека на моментот што треба сите да се одјават од таа генерација артисти, али имат имат сванато дека помладата генерацијата после нив, после Травис, дека никој си ја нема сериозно сванато работата. И затоа сега сите земат втор ветер у грб. Да. Дали Джеко, дали Дрейк, дали Кендрик, сите си ја земат од ново работата. Да. Пошто никој нема сванато озбилна работа. Дали Lil Baby, дали Джек Харол што требаше да биде некој комерцијален успешен рапер, било кој. Травис Скот единствено нешто може да кажем дека ги има за анонимните позиции. Се слагам. До душа и Тревис Скот своите најдобри денови ги има исто така у праймот кога биле и Кендрик и Дрейк. Да. Он е малце 2-3 години подоцна, ама тука е со нив. Да. Дури Playboy карти му е ист период као Травис Скот. Ќе биде интересно. Да, карти го има малце подлабоко у неговата кариера, у смисла веќе 2018 кога е Дайлит? Да, 2018 ако не се лажам. 2018 веќе беше тој кеш карти, се уште беше underground и се уште баблаше онака и Магнолија, Woke Up With This, па беа големи моменти пред Тие беа 2018. големи и после Дайлит веќе отиде работата кај што стига више да нели. Не знам. Збориме карти кој што е, ама пак карти е исто многу ниш, ќе видиме. Не знам. Ниш според бројките не е ниш. Па не е, Ама ниш е, да. ама е енигма. Во мојата глава whole lot of red е тоа што го прави карти да биде карти, брат. Да, Бидејќи дефинитивно, тоа тоа е се пресвртот. крши работата кај што Да. он не дека претходно ги немал, ама он добива хардкор фанови што се Ноторајат и добива со Whole Lotta Red. Тоа е скроз нов жанр. Имавме и една тема која не се падна за жал на Aux Battle као жанр defining албум или сонг. Реално. Имаш цел албум и цела естетика околу тој албум што прави нов жанр што еве 5 години покасно е актуелен кај младите и има огромен бран кај можеби ниш публика, ама ниш публика од целиот свет. И огромна публика, да. Што е голема на број, можеби не е дел од главната сцена, ама е голема на број, што во мојата глава таму он се одвојува од сите негови современици, бидејќи он прави свој лейн кој никој друг го нема. Па тоа. Бидејќи полесно е да функционираш во лейнот на другите, ама си еден од повеќе. Да. Playboy карти воспоставува нешто ново. И тука е неговата најголема сила и за тоа сега ќе да видиме со iMusic дали ќе излезе како прво, кога ќе излезе Се надеам. и што ќе постигне Факт. во големата слика на големата сцена на хип-хопот. Едно кај неговите фанови, друго на глобално ниво. Две различни ствари. Една Да. е неговата кор фан публика која што како и да е ќе го поддржи албумов, ќе го направи своето тоа што треба да го направи. Работава е дали меинстримот ќе се загачи на неговиот звук и како тоа ќе влијае на глобалниот звук и дали траекториски хип-хопот ќе иде
натака кој што беа Мигоси кои што го фатија цел рап и го однесоа кон трапот. Да. Тоа е. Ни треба таков момент. I Am Music е нештото кое што моментално според мене е тоа што треба да дропне и ја има силата да го направи тоа. Силата дефинитивно, публиката дефинитивно, хајпот дефинитивно. Не сум сигурен дали тој звук И општо таа естетика културата околу, да. може да биде предводник во еден жанр као хип-хоп, што се базира на многу други работи. Тоа. Тоа да имало и такви случаи и во минатото, така да нема да ми изненади да биде. Тоа. Ќе видиме. Джеди, фала многу за тековите. У контекстно му уште да додадам, од претходна генерација што ги спомнаме сега сите артисти, единствено што мислам што е најконсистент и у мејнстрим и за дискографија и за своја публика дека е Future и над Drake и над Kendrick дека е една линија стален 15 години стейпл. On brand. On brand 15 години, quality, стално хитови пред 5 години, пред 10 години као Bugatti, до Масков, до Like That. Да. Стално. Се слагам, мојот проблем со Future, гледано на мејнстрим левел, значи не на хип-хоп или на трап левел, гледано на мејнстрим левел, најголем дод неговите хитови се во соработка со Drake или со некој друг артист. И Да, приврзани се за нешто. Како диџеј што пушта хип-хоп музика во Македонија и пушта музика за публика што реално не е толку внесена како не дека не е воопшто, ама не е до толку многу внесена секоја вечер. Луѓето што доаѓаат секој вечер не се толку внесени во таа хип-хоп култура или посебно таа трап култура или сцена од која што е дел Future. Јас имам проблем бидејќи не пуштам толку многу песни од Future. Не мислам дека песните на Future се стигаат толку далеку, стигаат до Македонија, слично како што се осеќам и за песните на Kendrick. Не за сите, туку за знаеме за кои збориме. Конкретно може да го спомнеме тука и GNX, кој што е многу добар албум за тие што се фанови на Kendrick, за тие што се фанови на West Coast Music, за тие што се фанови на хип-хопот, модерниот хип-хоп од 2025 година, што као добро, ова е нешто што е различно и што звучи свежо за нас, као хип-хоп фанови. Што не значи дека излага надвор од тој, нема да го наречам бабол, ама надвор од тој круг на публика и на луѓе. Така некако го гледам и Future, се слагам дека е најконзистентен, ама не мислам дека го има тој мејнстрим апил кој што ги има Drake се разбира. Kendrick би го ставил, не знам дали би го ставил на второ место, би го ставил и Kendrick е тука многу силен, Тука е, Travis Scott е да, многу да. силен. Додека пример J Cole е тоталната спротивност од тоа, J Cole Да. е многу слаб во таа. Middle Child беше последната некоја таква која што Па дури единствена можам да кажам брат што на пример извади No Role Models. 2014 No која што Role се Models. доби нотарајат и 10 години подоцна и стана Она до Лондон беше добар момент на него до сега. Лондон Да, беше, ама ама таму пак е, е да. подпомогната, Таму е таму е без- Тревис, беззвучна таму е буква. так, таму е подпомогнате од тие што треба да биде за да му се дае нотарајат. Да. Другите го даваат печатот, не J Cole. Тоа е проблемот. За крај, морам само да се навратам на првиот тейк што не беше воопшто хат тейк. Ние како Пандамониум уште од самиот почеток се залагаме за тоа и го промовираме тоа. И за тоа не сакаме да промовираме бројки, сакаме да збориме добро за стварите што стварно мислиме дека вредат како фанови пред се. Проектите се најбитни за дискографијата на еден артист. Гледањето на далеку, а не од сега, од денес за утре, е една од најважните работи за кариерата на еден артист. И тој момент на кога артисти прават музика што стварно они се сметаат дека треба да ја прават и која доаѓа од искрено место и која доаѓа во добар квалитет, квалитетот останува. Тоа се покажува и со албумите на Kendrick после години што се слушаат и сингловите што и јас и до ден денес како диџеј ги пуштам без разлика дали се Kendrick, дали се Drake, дали се било кој, што се као стейпл песни, Post Malone. Стейпл песни за нашата генерација. Некои песни ќе останат запаметени поради тоа што имале некој бран или некој меме околу нив или некој вајрал момент или некој денс. Али најголем дел од песните кон No Role Models ќе останат поради тоа што се квалитетни. И луѓето и после 10 години, и после 15, и после 30 ќе се навраќаат и ќе може да ги вреднуваат за тоа што се, бидејќи се што е направено со цел да се постигне некоја инстант реакција, многу брзо згаснува. И Да. уште нешто само за крај. Една песна што побрзо го достигнува својот врв, толку побрзо го достигнува и својот пат. Најдобро нешто за еден артист е да има slow and steady rise и така може најдолго да остане на врвот. Тоа го прави Kendrick више полого време и затоа ќе биде интересно да видиме како сега ќе одат работите во иднина каде што ќе треба да се задржи на тој врв што Па да. спомнав претходно. Апсолутно. Фала на дружба екипо. Till next time. Фала ви на Извини. сите. Тоа е тоа. Pandemonium Special од 091 House, Panda Banda Link Up. Фала ви на сите што сте тука, што бевте тука, живели и ајде да пиеме некоја пијачка. И да се одјавиме, а? Тоа е тоа. Фала ви, дечки.
До следен пат. Чао.